Почитувани, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски. Вие гледате само вистини. Вечерва пратеничка дебата со четворица пратеници. Петар Ристевски, ВМРО ДПМН. Добар ден. Добро вечер и благодарам на поканата. Бубан Карапеовски, знам. Добро вечер и за вас. Фала, благодарам што ме коригиравте, денот одамна заврши, не се ми е споено. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Сали Мурати, Коалиција Европски фронт, добро вечер. Благодарам за поканата, добро вечер. Да, и Халил Снупче од Алијанса, добро вечер и за вас. Добро вечер. Да. Сегогаш непречено се движите кон своето работно место, дето од граѓаните ви критикуваат дека зимате повеќе патни трошоци него тие што мислат дека треба да има, меѓутоа утре се соочувате со една реалност каде што законодавниот дом ќе биде блокиран од делот од синдикатите како во склоп на нивниот протест за поголема минимална плата и општо зголемување на платите. Како ќе одите утре на работа? Ние почитуваме правото на протест на сите, така и на синдикатите и на работниците. Наша обврска е да се јавиме на работното место и утре секако ќе бидам присутен, како што тука дојдов исто, ќе бидам присутен на моето работно место. Добро, таа блокада не е за нас граѓаните, тука е за вас политичарите, сакаат да ви испратат некоја порака со тоа, што вие мислите дека е тоа? Апсолутно, ние ја прифаќаме пораката, но како што кажав, право е на синдикатите да протестираат. Ние наш приоритет како политичка партија, како влада, како пратеници од владеачкото мнозинство, приоритет ни е економскиот развој, подобрување на животот на граѓаните и секако повисоки плати, што и тоа го докажавме на дело, не само на зборови, бидејќи тоа беше наше предизборно ветување и гледате секаде онему каде што се појавува владата како работодавец, ги зголемивме платите во здравството, во образованието, 10% повеќе во МВР, кај социјалните работници и сега вчера бевте сведоци каде што се договоривме, владата се договори заедно со синдикатите УПОС и САДУ за зголемување до 40% до 2028 Да, според вас сега што мислите? Историски најголемо зголемување на платите во еден мандат, што до сега не се случило, секаде каде што кажав онаму, каде што владата е работодавец. Јас нормално е дека ги поддржувам работниците во своите барања, нормално е да имаат барања за повисоки плати, сите работат нормално за повеќе средства, за поголеми плати, но тука има и уште еден фактор кој треба да се праша, секако работодавецот. Ние можеме како власт, како владеачко мнозинство да одлучиме било што, ќе кажеме Видиновски да зема во Канал 5 2000 евра плата, камерманот 1500 евра, но дали тоа ќе се одрази финансиски импликација ќе има и дали ќе може и куќата да го поднесе, сето тоа е друго прашање, што секако сакам да кажам дека има уште еден фактор многу важен кој треба да ги обезбеди средствата, а тоа е работодавецот. И ние принципиелно кажуваме дека поддржуваме разговор, договор помеѓу работниците и работодавецот и се она што тие ќе го договорат, а нормално е дека упатуваме апел за повисоки плати, ние ќе го прифатиме. Да, сега ве прашувам како пратеник, секако вие доаѓате од ВМРО ДПМН и се водите од политиките на партијата, што е нешто логично, меѓутоа еве ако можете да имате што велат некој издвоено мислење, колку вашата перцепција дека има политика во овие протести, ако така се зголемувале платите како што вие велите сега? Зошто тогаш потреба на овие луѓе да протестираат? Политика гледам кај раководството на Сојузот на синдикати на Република Македонија, бидејќи сето тоа го прават во еден период кога владата навистина нуди диалог, но и нуди решение. Навистина неоспорен е факт дека оваа влада, како што кажав, историски како никогаш досега се договори со сите синдикати. Со синдикатот од здравството, од образованието, каде што договоривме линеарно сега 2 пати годишно да се покачуваат платите и во еден мандат да достигнат зголемување од 40 до 60%. Зошто гледате таа политизација? Дека сметате дека е инструирано од некоја политичка партија, некои политички амбиции имаат? Не сакам да инсинуирам ништо, но очигледно е... За тоа е одвој од партијата, чисто вас да прашувам. Да, очигледно е дека раководството или можеби лидерството на Сојузот на синдикатите има можеби некој долг кон некој во опозицијата, конкретно кон дел од луѓето во раководството, сегашно раководство на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи во тој период кога имаше
некои превирања во синдикатите. Сегашниот председател беше назначен, легитимиран за лидер на Сојузот на синдикати. Дали е сега тоа негов долг враќање, гледаме дека како да пробува да му се најде на Социјалдемократскиот сојуз во една ситуација кога Социјалдемократскиот сојуз ќе се сложите како политичка партија е најфрагментиран досега од постоењето па до сега. Добро, благодарам. Господин Снопче, вие се согласувате дека има и доза на политика, барем ке раководството на ССМ во одлуката вака да действуваат за поголема минимална плата, или тоа е нешто што пред вас природно што им припаѓа на работниците, се во таква состојба и морате едноставно тоа да го барат? Не знам дали има политика, меѓутоа фактички повеќето луѓе фактички често пати се случува да не ја бараат вистината во вистинска смисла на зборот, туку се обидуваат да ја бранат нивната сопствена вистина. Значи и кога се случуваат вакви дебати, фактички наместо да се осврнеме на фактите и аргументите, сите ние тврдоглаво тежнееме кон нашите сопствени факти што одговараат на нашата вистина. Секој од нивна гледна точка. Видите, политиката, што представува? Политиката представува ангажирање да се изгледат на виделина телата, односно вистините. Значи политика представува една екзистенција за да ги гледаме вистините што не сме ги гледале или што не ги гледаме и сега. Значи ние како политичари треба да се залагаме за тоа. И треба да зборуваме, значи без пардон за овие работи. Повелете, имате прилика за тоа. Да, кај нас има случаи, треба да бидеме реални, значи кога сме опозиција другачие зборуваме, кога сме дел од власта другачие сме зборуваме, кога сме опозиција се залагаме и даваме поддршка на синдикатите, сите се залагаме за зголемување на минималната плата, на просечна плата и така натаму, кога сме на власт бараме наши вистини, наши аргументи, наши факти за да тврдоглаво обстанеме во нашата теза, во нашите вистини. Но ќе се сложите, колега Снопче, бројките се аргументи и факти. Да. Значи, зголемувањето на платите е реалност. Океј, господин Ристевски, меѓутоа има други... Тоа не можеме да го игнорираме. Има други неприкосновени факти во нашата држава. Има неприкосновени факти дека ние никогаш не сме платиле повише за основните потрошувачки потреби. Потрошувачката кошница никогаш не била толку висока. За елементарните трошкови. Се извинувам, вие сте пратеник и во претходниот мандат и ќе се сложите дека имавме периоди кога имавме инфлација и од 20%. А сега инфлацијата некаде околу 3%. 2,5-3 до 4%. И тоа може дали зголемувањето на платите ќе допринесе за зголемување на инфлацијата? И законски, колку што знам јас, не сум експерт во област, меѓутоа законски и минималната плата тоа зависи од потрошувачката кошница и зависи од просечната плата. Значи има една зависност сега законски. Кога зборувам за елементарните потрошувачка на граѓаните, да речеме, ќе почнеме од електрична енергија. Ние плаќаме огромни сметки за електрична енергија, што влијае на стандард на граѓаните. Да направиме соевена Австрија, скоро. Соевена Австрија нема сметки повише од 65 евра. Што е? Чекај сега да довршам. Извини. Во Австрија, значи, со 2000 евра просечна плата, 2 до 3% трошат луѓето за електрична енергија. Кај нас едно просечно семејство троши 20% само за електрична енергија. Пазете. Значи, ајде за елементарни потреби, повторно ќе направам споредба со Австрија. Знаете детергентот дека поскап од нас за разлика од Австрија? Знаете дека килограм брашно е поскап од нас за разлика од Австрија? Знаете дека шеќерот е поскап за разлика од Австрија? Цените на цел маркет. Но треба да кажете дека македонски пошти, македонски шуми ги начекавме на колена и не земаа плати воопшто. Исплативме К15 за вработените, зголемени плати. Платите се... Ова се сето факти. Јас сум бил дел од оваа власт, со приказки, тука аргументи, факти и бројки. Значи, јас зборувам за факти, бе. Значи, ова веќе приказки. Маркетите... Па маркетите, тоа е елементарна кошничка. И сега, ако граѓаните никогаш не платиле поскапо. Ја имав дебата со министерот за транспорт и врски. Јас зборувам за зошто нашиот граѓанин да плати 12 пати повише? Зошто нашиот граѓанин да плати 12 пати повише за патарени за разлика од Австрија, за разлика од Руманија, од Булгарија, за разлика од Швајцарија? Во Швајцарија годишна наплата е 40 франци. Значи, ние само ги натоваруваме граѓаните. Е нормално дека тие имаат потреба. Значи, во собранието и со министерот за внатрешни работи, кога кажав еден елементарен пример, едно четиричено семејство, само џеврек и јогурт да рајаде 3 дена дневно, 3 пати дневно, треба да плати повише од минималната плата.
Значи, пазите каква состојба живеат граѓаните. Ако граѓани направи математичка калкулација, да се повторам, сигурно некои граѓани веќе ја виделе таа споразумение. Не кажам дека состојбата е розова. Па затоа дека цветаат рози. Имаат потреба. Кога имаат граѓаните потреба. Ја потреба, кажам дека поддржуваме зголемување на плати. Пошто... Но уште еднаш ќе потенцирам дека тука треба да се консултира и работодавецот. Бидејќи тој е основниот кој обезбедува средства, а оваа влада пошто ние не можеме да речеме во изминатава година и пол и за работодавците, бидејќи овозможи преку помагање на бизнис секторот со 250 милиони евра. Да. Ве поканувам кои секако ги искористија за поголема продуктивност. И верувам дека тоа ќе придонесе за да исплатат понатаму повисоки плати. Само уште една реченица. Значи минималната плата и просечна плата е зголемена и за време на минатиот мандат. Да бидеме коректни и реални. Значи од 8.000 до 10.500 денари се зголемија. Значи правејќи споредба со просечна плата од минатиот мандат, фактички имаме соодветно зголемување на минималната плата, без оглед што бевме и на економска криза, енергетска криза и криза со COVID-19. Така, значи ВМРО ветуваше многу, меѓутоа сега мора да излеземе пресед. Цело време да сме во криза. Значи знаете зашто бевме почнав со вистината. Ја не велам дека и синдикалците и работниците имаат 100% право. Бидејќи државните пари се краде. Некој компромис може да се направи. Зошто сега не се крадат, а? Ајде бе. Гледаме дека корупцијски 12 скали послабо според секојдневно гледаме скандали, афери за злоупотреби во времето на социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. А сега нема. Имаме видни функционери, подпредседател на влада кои се во бегство. Србија тие тони марихуана за да ние влада да преземе чекор. Друга тема имаме многу што да кажуваме. Имаме корупција. Извештај од Европската комисија, Европскиот парламент е дека во корупција одиме поназад. Вие сте искусен пратеник. Сакате накратко да кажете дека според вас денеска македонските граѓани живеат подобро отколку полошо се извинувам отколку пред неколку години. Не знам кој е поентата да направиме споредба со потрошувачката кошница и трошковите на граѓаните се во полоша состојба отколку порано. Ние одиме назадуваме во економска смисла. Добро, се согласувате дека назадуваме? Мислам дека не е баш така. Добро, зошто? За волја на вистината точно е тоа што го кажа Снупче, дека и претходно растела и минималната и просечната плата, но ми се чини дека процентот, она што го рече Ристевски, дека процентот на инфлацијата бил поголем. Сега кога тој е обуздан, кога е во некои нормални рамки од 2 до 5%, од 2 до 4%, секое зголемување што е поголемо од тоа на инфлацијата би требало да придонесе, не сум економски експерт, ама еве математички, ако 4% е инфлацијата, а вие зголемувате 6 или 7%, тоа значи дека тие неколку проценти ќе придонесат за поквалитетен живот. Дали сакаме повисоки плати, се разбира. Дали е ова добро што е вака, ова ниво, ова е тоа што во моментот државата може да го издржи, ми се чини. Јас би сакал многу да биде не 600. Ако може 700 и 800 евра минимална плата, тоа ќе биде одлично. Но ми се чини дека продуктивноста што имаме во овој момент не го дозволува тоа. Не велам дека ова е максимумот што може да се извлече, веројатно има механизми преку кои може дополнително да се одоначуваат, не знам, приватните фирми, профитот и така натаму да се откажат од процентот профитот за тој да отиде кај работниците, но тоа мора да биде преку еден диалог, бидејќи може да се доведеме во ситуација во која нема да имаат математика, фирмите ќе затворат, па наместо да ја зголемиме минималната плата, да се доведеме во ситуација воопшто никој да не земе плата. Дали ви мислите дека има во политика малце во што се случува пред се во раководството на ССМ, како што смета господинот Ристевски? Не можам да знам што се случува таму, но се разбира дека има една доза на политизација на оваа тема во општеството, што е сосема логично. Убаво тоа го кажа Халил претходно, дека обично кога сме во опозиција и на власт, за жал, имаме различни вистини. И сега тоа е ситуацијата во која синдикатот во крајна линија, негова задача е да се бори за подобри работнички права. И јас тоа не го спорам, одлично што тоа го прави, добро е што притиска на таа тема, но би требало, ми се чини да биде тоа во рамките на некои логични параметри, на логички параметри за тоа колку може да издржи економијата. Ова сега што го барате надвор од тие логички параметри според вас? Знаете како, да качите од 400 на 600 евра, тоа е качување од 50% на минималната плата. Тоа е драстично зафаќање. Би било убаво да може да издржи економијата, очигледно таа не може
да издржи. И вистина е дека многу производи по светот, веројатно во продавниците, исто така се поевтини отколку во Македонија, ама да речеме јас патував околу Нова година и до Романија и до Србија, па гледам дека на пример дизелот е секаде поскап отколку во Македонија. Имаме па најевтин дизел, што значи дека транспортот ни е релативно поевтин. Има милион параметри што може да влезат во пресметките. Не сум економист. Можам да кажам дека луѓето не живеат најдобро, не живеат сјајно, се разбира, не е розова состојбата, но се движиме во една насока на перманентно зголемување на платите во однос на трошоците за живот што растат. Не е доволно. И мислам дека треба да се направат напори да биде уште подобро. Добро. Но ако не може стопанството тоа да го издржи, ако немаме доволна продуктивност, просто зголемување поради зголемување нема да биде реално. Бидејќи имаше една пресметка, вистина е дека во соседните држави минималната плата е повисока, но минималната нето плата, ако споредите со бруто, ќе видите дека нашата во проценти не е толку пониска отколку во другите земји. Да речеме Црна Гора ја зголеми платата, но ги намали зафаќањата за социјални и здравствени издатоци. Тоа на некое друго место може да се рефлектира. Може да се рефлектира во полош образовен систем, во полош здравствен систем. Веројатно и владата сега може да рече дека ќе ги намали зафаќањата за пензискиот и ова, а патем речено кога е пензискиот фонд во прашање, во однос на 2024 500 милиони евра, пола милиарда повеќе годишно сега се даваат за пензии. Значи, еве да речеме таму отишле дел од средствата за да се зголеми животниот стандард на една група граѓани кои придонесуваат и кои стануваат се поголема во оваа држава со оглед на миграцијските текови што ги знаеме од претходно. Мора да се најде баланс. Апсолутно синдикатот убаво е што си ги бара работничките права. Мислам дека се прават максимални напори да им се даде онолку колку што може да издржи економијата, но дека има известна доза на политизација, тоа мислам дека веќе го забележуваме на начинот на кој се искажуваат тие ставови. После изборите во 2024 година владата на ВМРО начека опустошена каса без 0 евра на сметка. Без, како што кажав, неисплатени плати, наследени проблеми во македонски пошти, во национални македонски шуми, така да тие средства ги исплативме и сега тие луѓе земаат редовни примања. Ви благодарам, господин Мурати. Благодарам прво поздрав до сите ваши гледачи вака. Ми представува чест да видам гостин вечерва. Јас во принцип се согласувам со дел од дискутантите. Основното уставно право е правото на штрајк и синдикалното организирање. Тоа е едно демократско право што предвидува нашиот устав. Нашата држава е социјална држава, која фактички ова компонента е во ведните членови на нашиот устав. Јас мислам сум дека секогаш кога се однесува за платите, повеќе и едната и другата страна се малце популистички, подалечни се од реалноста. Како да кажем, не сум толку слушан за економски науки, но дали постои објективен, транспарентен и одржлив механизам за и кажем ставот на владата и на синдикатот. Од друга страна, се зошто оправдувам некои работи, вака нашиот устав исто така како социјална држава фактички гарантира достоен живот. Што каже и господин Алин, дали со минимална плата од 24.000 и нешто денари има едно просечно македонско семејство достоен живот. Ова е многу битна работа. Не можете вие цело време да држите недостоен живот. Втората работа, што исто така уставот гарантира е соодветна заработувачка. Овие две компоненти, значи многу значајни принципи по уставот и од кај извираат нивните права, ми се чини дека сега водат во полза на синдикатното организирање, на правата на вработените. Баш кога се популистички вака, па вие сте знаеле дека е вака состојбата кога сте легле во власта. Јас никогаш не би се враќал назад. Не би се сложил. До толку не. Дека е оплячкана и искрадена државната каса. Вие втора година сте на власт, сте одговорни и за економските политики, како во кое дереже се и за другите политики. Не можете да избегавате ова работа. Апсолутно и не бегаме од тоа. По мене државата сигурно ќе има еден позитивен износ. Синдикатите 100 години се бореле за своите права. Мора, зашто човекот секој се бори за своите права. Ако пример да кажеме,
Минимална плата е толку. Минималната пензија е катастрофална. Може ли еден пензионер... Законски процентот на минимална плата е највисок. 57% од просечната плата. Ме добро, Така може да да и биде. тоа оди во Еве, прилог законите може да се но уште менуваат. еднаш ќе Не, кажам, не, поддржуваме зголемување и на минималната плата, но уште еднаш ќе потенцирам да се договорат работодавачите и работниците. Не може да бидат ставени пред свршен чин и работодавачите, бидејќи видовте пред неколку дена излегува за нечиите и кажаа дека не се во можност да исплаќаат толку високи Така. минимална плата. Ќе се соочат многу од фирмите во Република Македонија се од помалите фирми со помалку вработени и не знам колку би можеле, кажаа дека тешко би можеле да го поднесат тој терет. Јас сум за поголеми плати и со оваа поддршка која во континуитет во изминативе 2 години, година и пол ја добиваат фирмите, бизнис секторот од владата на Република Македонија, верувам дека ќе станат попродуктивни и за брзо ќе обезбедат повисока минимална Морате плата. повелите да се докажете и да го да го затвориме темата. Ние за да има дојдеме поголеми на минимална реална ставка на сите плати, зашто имаме еве критики на платите на функционерите вака така, ние мораме основната поведовна алатка според мене е минималната плата. Минималната плата со овој износ сега што е, сметам дека не е достојно за живеачка на едно просечно македонско семејство. Втората работа, имаме проблем, огромен број на пензионери кои фактички 40 години вложиле, акумулирале нивните средства во пензискиот фонд, нели така? И сега да има 9000 минимална пензија и тоа не е достојно за живеачка. А нема такво нешто, господине Салиморет. Нема такво нешто. Со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, ама видете, зборувате невистини. Морам да ве коригирам. Минимална пензија. Ама беше тоа минималната пензија. Со самото доаѓање на власт, прво нешто што направивме беше зголемување за 5000 денари на пензиите. И сега за уште 2000 денари. Значи ако некој пензионер земал 12000 денари пензија, со доаѓањето на ВМРО сега зема 19000 Нека пензија. процени граѓаните. И со двајца пензионери тоа се Само да му плюс. оставиме време да се докаже, да. Со двајца пензионери во семејство се плюс уште една пензија, 14000 денари. Ајде, И тоа не господин смеете да го занемарите. Категорија, И не манипулирајте со ниска пензија 9000, нема таква. Пола милиарда повеќе се даваат за пензии отколку пред 2 години. Тоа се бројките. Загрозени семејства ние имаме една брилјантни социјални основи, но малку се додатоците за социјалните случаи, да кажеме, и социјални загрозени семејства. Со, да кажеме, примањата што примаат разни категории по социјални основи се многу символични средства. Третата работа во процесот на образованието, столбот на македонскиот граѓани во администрација, образование, здравство и вработени во безбедносните структури како полицајци и друго, тогаш ќе видиме ние стварно кај сме вака. Според мене, без да имаме објективна слика на столбови, овие 4-5 столбови. И тука ќе дојдеме до зашто не може без разлика вие можете да бидете на власт. Не можете спротивно на уставот, на недостои се живот да имаат граѓаните. Зашто и вам се однесуваат Влегувате во доменот на демагогија. Ја ви кажувам дека во здравство, секој во образование се подпишани колективни договори и за еден мандат ќе се зголемат платите за Само да дозам. Ова е веќе демагогија. Да, довршам, може ли Со да? факти, со аргументи, со бројки. Еве, да оставиме факти, факти. Нема да оставиме, тоа е најважно. Па ја Граѓаните тоа ги спомнам некои интересира. факти, ти ме прекина И преска. затоа очигледно е на кого ја даваат поддршката и ова што Да. го кажува колегата Сали до кој дереđe. До кој дереđe дојде на ДУИ, до кој дереđe дојде Очигледно. до Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи 7 години го плячка и го крадеа македонскиот Да. народ. До тоа дереđe не донесе ДУИ и Социјалдемократскиот Знаеш, сојуз. господин- Сега ќе имавме и 700 евра можеби минимална плата, ако не Знаеш беше што е искрадена целта на една државната влада? каса. Ајде, да речеме дека овие работи што Да обезбеди подобар животен стандард Супер. и правда. Не, еве ја ќе ти кажам. Ја ви кажувам, Значи, да донесе целта- правда Добро, за сите, остави ми да еднаква, кажам. неказнивост и поголеми плати. Значи, Апсолутно. целта на една влада и на еден премиер, И тоа го прави. основна цел, еве, половично, еве, ја ќе го комплетирам тоа, е да во времето кога ќе ја напушти владата, односно ќе го изгуби премиерското место више, без ли дали ќе даде оставка или ќе изгуби на избори, е да остави подобра република отколку што била таа во моментот кога ја презел функцијата. Значи, во оваа смисла има една дефиниција господин Ристевски што вели дека политиката е уметност на можноста. Ја велам спротивно, не. Политиката е уметност на неможноста. Зошто уметност на неможноста? Бидејќи да направиш чекори, да превземеш чекори,
да преземеш, да направиш некои работи на кои што граѓаните немаат верба. Значи дошла до таква ситуација психичка и до таква ментална склопка на граѓаните дека тие не веруваат во некои работи. Бидејќи политиката на можноста е политика на испазарување. Какво испазарување? Да испорачам придобивки, некои услуги на своите блиски, партиски соработници, на своите и така натаму, се со цел да ја продолжам власта колку што може повеќе. Меѓутоа, ако ја решително се борам против криминалот, ако граѓаните навистина веруваат дека се борам против корупцијата, ако не се мешам во судството, ако имам храброст да превземам некои чекори во економската сфера, кои што би биле ризични во моментот за партијата, меѓутоа многу позитивни за перспективата на државата, во тој случај ти си достоинствен премиер и достоинствена влада. Во тој случај го правиш невозможното, пошто граѓаните не ти веруваат дека можеш да направиш. Во тој случај ти во моментот кога ќе излезеш од власт, ќе оставиш републиката во подобра состав колку што во моментот што си го презел. Вие, господин Ристевски, нон-стоп сега се реферирате на СДСМ. СДСМ е 2 години надворот. Само да кажам, значи, да ви што правиме ние за да го подобриме овој стандард на граѓаните? Значи, со што ќе се пофалиме ние? Во моментот кога ќе излезам од премиерската функција, сега се реферирам на премиерот, пошто тој е носител на владата, се разбира за целата власт. Одговорноста е неголема. Да, значи со што ќе се пофалам пред граѓаните? Кај ќе биде со кое достоинство ќе излезам од таа функција, да речам за мое време го направивме ова, го направивме ова. Дали граѓаните може да се пофалат? Да оставиме нашите и статистичките параметри. Значи Завод за статистика излегува со параметри. Реално се да гледаме. Потрошувачката кошница, граѓанинот со 1000 денари. Што велеше премиерот кога беше опозиција? Со 1000 денари порано купував дупло повише отколку сега. А сега 5 пати помалку купуваш со тие 1000 денари. Значи во време кога си премиер, а кога си опозиционер дупло беше, да бидеме реални. Колега Снопче, да ви заблагодарам што убаво, филозофски ја опишавте работата на владата на Значи не оправдувам минатата власт. Навистина, ја бев главна опозиција во минатата власт. Навистина. Што зборуваме за реални факти. Ова влада е влада која работи и твори и која ги насочи голем дел од средствата кон граѓаните. И да биде така. Во моментот кога 25 милиони евра за прв пат се насочени директно да видат бенефит граѓаните преку законот за помагање на локалните самоуправи. Уште 30 секунди за темава. Огромен број на инфраструктурни проекти се во тек и ќе бидат и се завршени со тие средства. Така да ви благодарам за тоа што го кажавте. Ако се овие кажавте. економски политики за платите во ред, зошто од ден на ден нашите граѓани се иселуваат? Поради достоен живот се иселуваат и поради соодветна заработувачка. Ако одат, да кажеме, нашите печалбари, да кажеме, во бивша Југославија, да кажеме, од Црна Гора работат нашите сезонски работници, значи, по достоен живот имаат и соодветно се платени. Со сета почет, господин Морате, меѓутоа познавам многу луѓе што се одсели од државата, кои што многу солидно заработува тука, има и други причини за кои што има дел поради екзистенционални прашања. Има и други, но функционирањето на правниот систем, поради немањето систем, поради загадувањето, да, бидејќи не се чувствуваат дека нивната држава фер ги третира едноставно. Само да кажем 4 компоненти кои треба и синдикатот да размисли и владата. Ја сега не можеме ние да кажеме колку барањата се на синдикатот да се прифаќа. Прво треба економскиот мок на државата да видиме ние. Например, БДП по глава на жителот, минимална и просечна плата, невработеността. Колку е БДП сега? Животниот стандард на граѓаните. Само да ве прашам, колку е БДП во моментот? Докажете, волете. Највисок во историјата. Не, дозволи. По последно време. Втората работа, одговорноста на работни обврски што има. Значи, попис на работите, значи не може секој да прима колку сака. Четврта компонента според упоредните анализи е споредливоста. Значи, треба да се споредува едни со други, разни категории. И третото е социјална правда. Доколку ќе имаме ние сите овие 4 параметри, ќе дојдеме до една вистинска правда. Јас сега не кажам дека треба да ги подржиме. Јасно, благодарам. Имавте нешто да кажете или може да одимате? Знаете како, нормално е секогаш работниците да сакаат повеќе, а газдите да сакаат да дадат помалку, да имаат поголем профит. Владата затоа се обидува преку економско-социјален совет и така натаму и преку законски решенија за усогласување со параметрите што ги дава Државниот завод за статистика, тоа да го изедначи, да направи некаков баланс. Инаку ми се допадна двата можни пристапи кон политиката, едниот на реал политиката, филозофијата на можното, и другата ме подсети на студентите од 68, тие викаат да бидеме реални, да го бараме невозможното. Тоа е убаво, знаете, ама малку е премногу романтична таа идеја, знаете. 68 студентите протестираа со тезата. Значи, малку е романтична таа или романтичарска повеќе, таа не е реална. Барајќи општество кај што ќе биде достоинствено општество за нивниот живот.
Не за други пороми. Значи, Добро, не за да тоа беше Во таа 68. парола да бидеме Значи- реални, да го бараме невозможност е многу романтичарска, знаете. Значи, убаво би било да можеме така да се општество надминеме. кај што и достоинствено го ќе биде да се надминеме живее. општеството Да со се реферирам на 68. Ни се случи Италија. Ни се случи нешто што се нарекува Safe City и на првата дебата што се отвори е дали ќе имат некаква толеранција во однос не на брзината, таа дебата општо не сакам ни да отворам бидејќи мислам дека е суштински погрешна, за тоа дека законите и правилата ќе бидат за сите граѓани подефтино, ќе подеднакво ќе можат да се применат, а меѓутоа имаше една дебата што се отвори тоа зошто се само на македонски јазик сообраќајните знаци, зошто само во Тетово, Скопје и Куманово има дека не зборам вие конкретно, меѓутоа некои партии пробаат да дадат и некаков етнички контекст на целиот проект. Не,